Прв печаток од новиот председател на Државната комисија за спречување на корупцијата Адем Чучулј. Добро вечер и ви благодарам што оваа вечер сте во тема на денот. Добро вечер, ви благодарам на поканата и поздрав до вашите гледачи. Вчера дадовте свечената заклетва во собранието со што официјално ја преземавте функцијата. Со оглед на тоа што изминатите 2 години бевте генерален секретар во ДКСК, 19 години сте во оваа институција, успеавте ли да ја промените канцеларијата од генерален секретар во председател? Морам да признам, се уште не. Јас континуирано се чувствувам како дел од секретаријатот. Мојот избор и мене ме изненади, морам да ви кажам. Јас сум 20 години во државната администрација и секогаш сум се залагал за мерит систем во јавната администрација, бидејќи само со промовирање на професионалните кадри ќе успееме да изградиме професионална јавна администрација која ќе може да се сноси со реформите кои ги бара пристапот кон европското семејство. Во последниве 2 години, значи од кога бев избран за генерален секретар, а и сега со изборот за председател на ДКСК, почувствував дека и во држава се можни промени на моја лична кожа и се надевам дека ќе продолжи тој тренд и во иднина. Бевте избран со 82 гласа за во собранието од целиот спектар на политички представници, едногласно практично од сите присутни во собраниската сала, што не е вообичаена практика за Македонија. Како го доживувате тоа, како силна поддршка или можеби дури како притисок и преголеми очекувања од тоа што вие може да испорачате? Па и едното и другото. Од една страна сум изненаден и благодарен за поддршката, од друга страна го чувствувам како и морална и професионална одговорност да се посветам и да придонесам таа доверба да ја оправдам со мојата работа. Така, рековме дел сте од ДКСК долго време, меѓутоа комисијата ја потресе еден скандал практично кој што доведе до испразнување на председателското место на кое вие доаѓате. Имате ли механизам да гарантирате дека таква злоупотреба повеќе во рамки на институцијата нема да се случи? Механизмите се јасни, значи имаме закон за спречување на корупција и други закони по кои постапуваме. Имаме деловник за работа, етички норми, стандарди, процедури за работа. Прашањето за некакво однесување спротивно на тие принципи е прашање на лична одговорност и интегритет. Ценам дека во комисијата работи професионална екипа, како во комисијата, така и во секретаријатот, и сметам дека било каква, односно постапување спротивно од предвидените пропишаните стандарди е лична одговорност и прашање на личен интегритет. Сметате ли сепак дека има потреба да се ревидираат, преиспитаат оние предмети кои ги работела претходната председателка од нивното распоредување до одлуките кои биле донесени? Тоа прашање немам дилеми дека не треба да се отвори од причина што процедурите за донесување на одлуки се јасни. Значи комисијата согласно законот и согласно деловникот за работа е колективно тело и донесува одлуки со мнозинство гласови. Како што отвара предмети врз основа на мнозинство, така и донесува одлуки, односно расправа по прибраните документи и утврдува фактичка состојба. Сите одлуки на комисијата се донесуваат на јавни седници согласно законот и истите се објавуваат на веб страницата. Сите одлуки се донесени со мнозинство и во мандатот на претходната председателка, така да во тој дел нема дилеми дека нема простор за злоупотреба. Дополнително во однос на распределбата на предметите, уште постеснето е влијанието на било кој во комисијата од причина што согласно деловникот предметите се распределуваат електронски врз основа на принцип на ротација. Токму претходната председателка го смени начинот на распределба во позитивна смисла, не по азбучен ред како што беше, туку по случајен избор. Значи системот ги распределува предметите, не постои можност за никакво влијание на председателот во тој дел. И ќе го задржите тој систем на функционирање. Би сакала господин Чучулј да проговориме малку околу вашата визија и за институцијата, но и за она клучно прашање и главниот проблем кој го имаме, тоа е борбата со корупцијата. На свечената заклетва рековте барате отчетност, поголема отчетност од сите институции. Кои институции според вас најмногу ја избегнуваат таа отчетност? Прашањето за отчетност е двојно. Едното е на индивидуално ниво, значи на ниво на носители на јавни функции, и второто е институционална одговорност како орган
на државната управа или државна институција. Прашањето за личната одговорност, односно отчетност, повеќе го гледам од аспект на пријавување на имотната состојба и интересите. Сите, како што знаете, функционери се обврзани да доставуваат податоци за нивната имотна состојба и интереси, а ние како комисија ќе се залагаме неселективно да постапуваме во тој дел и да ги санкционираме сите случаи каде што има ќе детектираме дека некој од функционер не пријавил имотна состојба и интерес. Истото и во однос на регистарот на избрани и именувани лица. Тоа е една одлична алатка за спречување конфликт на интерес и кумулација на функции. Институциите кои вршат избор и именување на лице се обврзани до нас да доставуваат податоци за лицата во рок од 15 дена. Таа алатка придонесува јавноста да има увид дали некој врши 2 или 3 функции и дали има некој интерес што се коси со неговиот приватен интерес. Односно да има приватен интерес што се коси со неговиот јавен интерес. Ние како комисија уште еднаш упатуваме апел до сите раководни лица во институциите кои вршат избори и именувања да ја исполнуваат законската обврска да доставуваат податоци во регистарот. Во спротивно, предвидени се прекршени санкции и за секоја изречена санкција редовно ќе информираме јавноста. Рековте дека ќе ја зголемите проактивноста во проверката на имотната состојба. Може ли да се унапреди тој систем, модел на имотни листови, тие да станат подетални, да бидат споредливи, дигитално проверливи? Тоа се насоки кои, впрочем, ги има дадено и Европската комисија и Греко. Едно од клучните забелешки и во минатиот состав на комисијата и во овој недоволната, односно недоволно длабинска испитување на имотна состојба на избраните и именуваните лица. Исто тоа е препорака на Греко во секој извештај. Во минатото беше за пратеници, судија, обвинители, сега повторно е нагласена таа димензија од нашето постапување. Таму имаме чиста надлежност. Значи, надлежноста е исклучува на ДКСК, согласно законот сите избрани и именувани лица поднесуваат податоци за имотот, нивниот имот и имотот, интересите на членови на нивното семејство, а наша обврска е истите да ги проверуваме. Имаме направено софтверско решение со подршка на ИПА проектот на Европската комисија. Во фаза сме на надградба на истото, поврзани сме со бази на податоци на 5 државни институции, согласно законот треба да бидеме поврзани со вкупно 17. Во однос на... Зошто тоа не е направено? Имате информација? Имам информација бидејќи непосредно учествува во целиот тек на изработка на софтверското решение, односно од аспект на мојата професионална ангажираност за следење на имотната состојба и непосредно бев вклучен во давање на предлози како да се унапреди, односно во која насока да се изгради софтверското решение. Проблемот е од една страна некомпатибилните бази на податоци, од друга страна немањето соодветни бази во одредени институции. Пример, од катастарот ние добиваме податоци за имотот на лицата, но тој имот што е во моментот. Промените... Историјатот самиот катастар го нема. Многу е важен историјатот во проверката. Во однос на МВР сме солидно поврзани во делот на возила и оружје. Од Централниот депозитар добиваме податоци за фирмите, од Централен регистар за харти од вредност добиваме податоци за обврзници, акции и други харти од вредност и од Управата за јавни приходи добиваме во делот на годишни даночни пријави. Со банките, во однос на софтверското решение, работиме на поврзување со банките за електронско доставување преку софтверското решение. Во моментот имаме склучено меморандум со 5 банки, треба уште со 7 да склучиме и согласно новиот ИПА проект до 2028 планирано е целосно поврзување. Тендерите од страна на Европската унија се во тек, но има дел кој што треба самата држава да го исполни и очекуваме поддршка од владата преку соодветни буџетски средства. Она што е значено дека поврзани сте со 5, треба со 17, но не се работи за некои субјективни фактори, односно да не сакаат институциите да дадат пристап на антикорупционерите во базите со кои тие располагаат, туку повеќе се работи за техничко надградување на системите, после кое ќе можете да проверувате на повеќе платформи информации за судири на интереси, имоти и така. Славица,
има волја меѓу институциите, имаме одлична соработка со сите институции, но повеќе се прашања од технички аспект. Еве со службен весник. Службен весник нема соодветна база, колку што тоа разговаравме, а од исклучително значајно би ни било ние да добиваме овие податоци што ги спомнав за регистарот, кој е избрана функција, да може автоматски да се преземат. Ние чекаме институциите да ни дадат преку регистарот. И тоа е тешко да се следи колку се вкупно именување на дневно, месечно, годишно ниво. Ако се операционализираме и дигитализираме, ние во секој момент ќе знаеме колку функционери имаме, колку е исполниле обврската за пријавување имотна состојба, колку имаат кумулација на функција. Системот, идејата е да има црвени знаменца, веднаш да детектира дека некој врши друга функција, што е спротивна со таа што е врши, односно не компатибилна. Такви решенија постојат во развиените европски земји. Естонија, Литванија се примери држави со изброј на население што се дигитализирани. Дигитализацијата е впрочем значаен фактор за спречување на корупцијата. Да, дигитализацијата ни е во зачеток во многу области, вклучително и оваа која вие работите. Најавивте дека приоритет ќе биде транспарентноста. Што е тоа што планирате да го направите достапно за јавноста, кој во моментов не е? Вака, мој впечаток дека ДКСК е транспарентна институција. Морам да го кажам тоа. Од аспект на гледиште човек кој работи непосредно. Јас минатите 4 години работев на односите со јавноста во комисијата. Нашите седници согласно законот јавни, нема друга институција што редовно ги пратат седниците новинарите. Имаме на секоја седница имаме точка на дневен ред прашања и предлози на кои им даваме можност на новинарите да постават прашања до комисијата. Тоа се еден вид пресконференции. Тоа што треба да го направиме во идниот период и ќе го направиме, одржување брифинзи со новинарите. После една или две седници да свикаме брифинг или со некој конкретен новинар на одредена тема да ги презентираме сработените предмети. Значи, повторно ќе кажам, комисијата и покрај одреден период што се случи нестабилноста во самата комисија, работеше постојано, продуцираше предмети, но потребата е за тие предмети да се пренесе во јавноста што е сработено, што е детектирано и во секој случај да се внимава на пресумпцијата на невиност. Транспарентноста да не се коси со принципот на пресумпција на невиност. Да, тоа секако, но ќе се служите дека во јавноста постои поголема глад за ефекти од сработеното на антикорупцијската комисија, од тоа што во моментов се добива како резултати и делумно веројатно и заради транспарентноста, но веројатно нарушувањето на имиџот во изминатиот период си го направи своето. Имате тешка задача тој имиџ да го подобрите на целокупниот состав на комисија. Во однос на транспарентноста, со подршка на нашите партнери од Европската Унија, работиме на изготвување на нова стратегија за односи со јавноста, со експертска подршка, детектирани се слабостите во комуникацијата и се надеваме како председател наскоро ќе имаме новата стратегија и ќе ни понуди канали и алатки за подобра комуникација со јавноста. Добра, Европската комисија во својот извештај оцени дека ДКСК има ограничено влијание и побара конкретни резултати во случај на висока корупција. Како ќе го имате ли прво волја, имате ли капацитет за да испорачате резултати, како ќе го промените тој впечаток за ДКСК? Јасни се насоките на Европската комисија и конкретно кон нашата институција. Проактивноста е гледам пак ќе речам, во комуникација со јавноста, приоритизација на предметите. Комисијата има огромен број предмети. Ние на дневно ниво 10-15 пријави добиваме. Исто така секојдневно слушаме по медиумите некои информации за можна корупција. Значи потребна е приоритизација, да имаме проактивност во делот на оформување предмети по сопствена иницијатива, што се ранливи на корупција, односно за кои јавноста очекува резултати. Но од друга страна да не станеме алатка за политичка пресметка. Добро, еве во тој контекст опозицијата најави дека од утре ќе објавува скандали поврзани со работењето на власта, така наречени бомби втор дел.
ќе имате ли капацитет тоа да го следите и да отварате предмети за да се провери веродостојноста, затоа што тие практично најави антикорупцијски тим кој ви е паралелна антикорупцијска комисија само во политичка партија. Денеска прочитав интересен наслов во таа насока на еден портал дека антикорупцијската комисија добива конкуренција. Ние поздравуваме секоја иницијатива, било од политичка партија, од здружение на граѓани, од медиуми за борба против корупцијата. Ние во секој случај ќе ги следиме сите јавни настапи, било на медиумите, опозицијата, власта, од било која страна и секаде каде што имаме основ за наше постапување, ќе постапуваме. Но секогаш треба да се има предвид ДКСК е превентивно тело, капацитетите на ДКСК се ограничени во делот на истрагата, ние во нашиот дел секогаш постапуваме, отворени сме за соработуваме со другите тела на полето на борбата против корупцијата, пред се со јавното обвинителство, финансиската полиција, ДЗР, управата за финансиско разузнавање и со другите. Да, имаше Европската унија критика и за слабата координација на институциите во делот на истрагите, МВР, финансиска, УЈП. Статистички се покажува дека јавното обвинителство не отвара голем број на предмети базирани на иницијативите од антикорупционерите. Какви се вашите очекувања тука? Може ли да се подобри ефектот од она што вие го работите? Моја оценка е дека во изминатите неколку години соработката со јавното обвинителство е многу добра. Значи една оценка многу добар 4 би дал, оставам простор да биде 5. Значи, имаме склучено меморандум за соработка, комуницираме во однос на нашите иницијативи непосредно преку лица за комуникација, значи не одиме класично како порано со хартија, цело време сме во постојана комуникација. Исклучително е важна соработката и со финансовата полиција и со јавното обвинителство, имајќи ги во предвид ограничените капацитети на сите овие институции. Најважно од се да не се поклопуваме во работата. За еден предмет, односно за еден корупцијски случај, да постапуваме сите три институции истовремено. Од таму неопходна е заедничка координација и заеднички фронт во борбата против корупција. Рековте дека ќе направите некаква приоритизација на предметите, бидејќи имате многу. Јас конкретни предмети нема да ве прашувам со оглед на тоа што практично уште канцеларијата ја немате променето, но тоа сигурно во следниот период ќе следува како прашање. Но кои предмети со висок јавен интерес сметате дека треба да се најдат највисоко на агендата по целово комплетирање на составот на ДКСК? Тоа што го кажав и претходно, значи предмети сензитивни за јавноста, кај што имаме наводи, односно сомненија за трошење големи финансиски средства, јавни набавки, инфраструктурни објекти, кумулација на функции, судир на интереси, но судир на интереси на високо ниво. Имаме често во медиумите такви случаи кои што ние добиваме за истите пријави и постапуваме. Приоритизацијата е важна, да не оставиме печаток дека некој предмет што е важен за јавноста ние не постапуваме по истиот. Мора да има приоритизација, голем број предмети, ограничени капацитети. Приоритизацијата во таа насока е важна. За крај, постои ли според вас во Македонија вистинска политичка волја за справување со корупцијата? Тоа ни е страшно горливо прашање. Имаме системска корупција која за жал придонесува да се случуваат огромни трагедии како што беше последниот случај со Кучани. Препознавате ли дека има таква волја во општеството и кај власта и кај сите чинители? Често го користиме зборот системска корупција, што е вистина во пракса. Неколку настани, како што беше случајот со Кочани, покажа дека тоа не е резултат на индивидуална одговорност, туку системска корупција. Волјата декларативна ја имаме, секој ден ја повторуваме. Еве во моментов имаме реформска агенда. Судскиот совет пред 2 дена усвои програма за превенција за корупција. Работиме на национална стратегија за борба против корупција и судир на интереси. Сите тие документи ќе дадат основа да изградиме систем отпорен на корупцијата. Проблемот е декларираната волја за борба против корупцијата да ја преточиме во пракса. Од причина што граѓаните да го почувствуваат тоа. Слушаат секој ден борба против корупција, но во реалниот живот се соочуваат со корупцијата. Значи, најважно од се да има одговорност. Најважна одговорност е во старт овие стратегии кои ќе ги донесеме
да се детектира зошто не ги спроведуваме. Претходната наша национална стратегија која е сега се уште активна, до минатата година заклучно со 2024 31% вкупно, за 2024 година 18%. А стратегија изготвена во инклузивен процес. Тие што треба да ја спроведува учествувале во изготвувањето на истата. Сега работиме на нова стратегија која што ќе биде поконцизна, само со 7 сектори кои што се најранливи на корупцијата, за кои што проценивме дека се најранливи на корупцијата, со конкретни мерки и ќе биде прва национална стратегија каде што ќе имаме и јавна дебата после нејзиното која ќе биде во нацрт верзија, каде што ќе може и експертска јавност и научна јавност да даде коментари и на крај ќе имаме проценка на финансиските импликации. Идејата е преку таква стратегија да создадеме систем отпорен на корупција. Декларативна волја постои, само треба поголема волја да спроведеме во пракса тоа што сме го договориле. Кога ја споменавте стратегијата, нека биде ова финално во тие 7 сектори кои се топ 3 најранливи на корупција кои веќе сте ги детектирали? Вака се работи за 7 сектори, ако има време ќе ги спомнам сите, значи 2 се хоризонтални и 5 се вертикални. Јавните набавки секогаш се органите за спроведување на законот, тие 2 се хоризонтални, вертикалните се правосудството, здравството, транспорт, инфраструктурни објекти, урбанизмот и животна средина и енергетика. Значи, за тие оценивме дека во моментот се најранливи на корупција и треба таму да детектираме мерки. Претходната имаше 13 сектори, се распленивме многу, затоа идејата е сега да биде поконцизна, со применливи мерки, да реализацијата да биде успешна. Да се надеваме дека така ќе биде, дека нема да биде уште една од многуте стратегии, не само во ДКСК, генерално кои што се донесуваат, а не се спроведуваат во целост. Господине Чучул, благодарам за вечерашното гостување и успех во работата.